Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден, вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија, слушате Радио во боја. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, и во наредните 60 на минути ќе ве водам низ ова најново издание на умствена гимнастика. Добро познатиот термин од 17 до 18 часот е секогаш резервиран за нови гости, нови разговори, интересни теми кои што се надевам дека ќе го задржат вашето внимание и ќе останете пред радиоприемниците. Денес одбравме една многу интересна тема која што се чини долго време лебди во воздухот и во јавноста, е предмет на серија дебати, го привлекува интересот и на помладите, но и на оние повозрасните, и навистина е вредно да се продискутира на една ваква тема со млади луѓе кои што неодамно организираа една дебата која што беше испровоцирана од процесот на исолувањето на високообразованите млади луѓе во земјава. Токму тоа ќе биде и темата на нашиот денешен разговор со моите соговорници во умствена гимнастика. Сметам дека е една доста провокативна тема која што ќе го задржи вашето внимание. Па би сакала да ви ги најавам, заедно со нас во студиото се Христијан Коневски, кој што е претседател на Центарот за европски иницијативи, и Маја Тодорчева, една од основачите на овој Центар за европски иницијативи, невладина организација која што функционира во Република Македонија. Добар ден, добре дојдовте во умствена гимнастика и се надевам дека сте подготвени за еден интересен разговор за нашите слушатели. Добар ден, Христина. Поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Благодарам на поканата, Христина. Баш е пријатно студиото. Се надевам дека ќе имаме добра дискусија. Да, ова е тема која што остава простор на вистина за една интересна дискусија. Верувам дека со вашата дебата испровоциравте лавина реакции кај младите луѓе, ако ништо повеќе направивте можности да размислат за сите оние опции кои што постојат и кои што се нудат во однос на тоа како да се продолжи кариерата на младите високообразовани кадри. Би сакала да започнеме со еден краток профил на она што значи Центарот за европски иницијативи. Самиот назив е доста атрактивен, асоцира на европски стандарди, на европски иницијативи, на проекти кои што не врзуваат со нови идеи и верувам, мене ме асоцира барем на капацитет на млади луѓе кои што може да се инволвираат во процесот на градење на европски иницијативи. Христијан, како претседател на организацијата, ајде малку да ги запознаеме слушателите со профилот на ЦЕИ. Благодарам, Христина. Пред себе кажал дека Центарот за европски иницијативи беше основан минатата година. Тоа е едно здружение на млади ентузијасти. Ние за нас велиме дека сме млада и амбициозна невладина. Нашата мисија е промоција на европските вредности и иницијативи преку поттикнување на граѓаните, особено на младите, со особен фокус на младите, тука би потенцирал да придонесат кон унапредување на граѓанското општество, демократијата, човековите права и предсевладењето на правото. Нашата визија е нашата цел на подолг рок, да кажеме, едно просперитетно општество кое функционира во духот на европските вредности, способно да овозможи развој и напредок на своите членови. Бидејќи ме праша како настана ЦЕИ, јас би кажал дека ЦЕИ настана тоа беше еден собир на млади ентузијасти кои имаат значајно искуство во учествување и водење на други невладини организации. Сите од основачите имаат навистина мноштво на активности во нивниот професионален и образовен живот. Тоа беше еден спој на младост и искуство, од друга страна стекнато преку професионалниот ангажман од една страна и образованието од друга страна. Мала, но динамична група, фокусирана на специфични проекти како млади, демократија, човекови права, социјална инклузија, равномерен развој, економски развој, како и оние прашања кои сметаме дека се исклучително важни за нашето општество, а тоа се меѓуетничките односи, инклузија на малцинствата. Но пред се организација која се стреми да ги вгради европските вредности во македонското општество, а особено да поттикне иницијативи кои ги мотивираат младите.
Така, Маја дел си од тимот на основачите. Спомена Христијан дека јадрото се млади луѓе кои што со себе носат идеи, иницијативност. Како се роди, како се создаде јадрото на ЦЕИ? Тоа е доста интересен спој. Значи, ние го основавме ЦЕИ со идејата дека можеме да направиме промена, имаме желба, мотивирани сме и она што може би е доста интересно е тоа што сите на некој начин имаме, свој придонес, свои интереси кои што се вклопуваат со мисијата, визијата на ЦЕИ и со промотивниот настан и дебатата која што подоцнете ќе разговараме повеќе. Може да видите дека директно сакаме да се вклучиме во она што е како прашање се наметнува по долго време и го користиме моментот да едноставно бидеме вклучени и директно придонесеме кон подобро општество. Така. Постоите од минатата година, веројатно листата на иницијативи како Центар за европски иницијативи е се подолга и подолга, но отпочнавте со една тема која што неодамна ја проследивме во јавноста, а тоа беше дебатата околу иселувањето на младите високообразовани кадри. Бројките, за жал, на brain drain или на млади високообразовани кадри кои што се иселени не и се познати на македонската јавност и е можеби едно од најголемите прашања или енигми кои што долго време се отвараат и голем број на други организации го поттикнуваат ова прашање, но никогаш не истапиле со сериозно истражување соопфатно. Вие се обврзавте на некој начин, колку што можев да проследам во на промоција која што имавте, дека ќе отворите проект, односно ќе отпочнете истражување за тоа колкав е бројот на млади кои што се иселиле. Како дојдовте на идеја до овој проект и на што се базира, како ќе се реализира, кој е вашиот план во однос на спроведувањето на ваквиот проект? Па добро, јас прво би започнал со дебатата која беше организирана. Тоа беше еден од фундаментите на овој иден проект. Дебатата се одржа на 4 февруари овој месец. Поддршката огромна поддршка ни даде Македонската академија на науки и уметности, Агенцијата за вработување, како и професорките кои беа присутни на дебатата. Ова е првата фаза од еден комплексен проект, јас би го нарекол, бидејќи, како што и ти кажа, се обврзавме на едно истражување, кое секако зависи од многу други фактори. Тоа зависи од донатори и партнери од странства, од земјата и од странство, јас би кажал. Замислени се уште 3 фази, тоа е истражување, публикација и една кампања. Практично, во еден интерконектиран свет, каде движењето на работната сила е секојдневие, неретко младите и образовани кадри одлучуваат да се заминат и тоа беше нашата мотивација да започнеме со овој настан. На овој настан беа изложени аргументите зошто младите си одат, како младите можат да останат во Македонија, но и интересен момент беше беа тестимонијалите кои беа презентирани од млади веќе заминати, кои зборуваа за тоа зошто заминале, каков е недостатокот на можности, односно во кој случај би се вратиле и така натаму. Сега би кажал дека еден прв момент во Македонија беше и анализирањето на овој проблем од тој психолошки аспект, каков е психолошкиот процес, односно тоа мисловниот процес за младите да заминат. Тоа го анализираше професорката Диана Белевска, која е клинички психолог. И се на се, ова беше настан на кој се обработија, се поставија постулатите за да продолжиме со вакво истражување. Бидејќи овој проблем ги надминува и државните граници, за Балканот генерално се потребни иновативни пристапи кои ќе ги мотивираат младите да останат дома, се со една цел да придонесат кон високо развиени општества. Така, Маја, кои ви се очекувањата од проектот? Колкава е временската рамка, до кога може да очекуваме реални резултати? Временската рамка и реалните резултати зависат од тоа,
каква е поддршката која што ќе ни треба иницијални средства кои што се потребни за отпочнување со овој проект. Дебатата која што ја организиравме е само иницијално, значи таа ни го даде она што се вели тло од кое што треба да црпиме понатаму и информации, како и насоки каде што ние би се движеле. Јасно е дека самото присуство на представник од Агенција за вработување, експерти во своите области, демографскиот експерт од Филозофскиот факултет, потоа присуството на психолог на оваа дебата, едноставно покажуваат дека има желба за да се отпочне. Сега на следните чекори се изготвување, добивање средства, апликација и отпочнување на таа втора фаза. Ова ќе биде еден сеопфатен процес кој што веројатно ќе трае и подолго. Овде е време да направиме една кратка пауза и се враќаме назад со разговорот. Останете со нас на Брановите на Радио Слободна Македонија. Вие слушате умствена гимнастика на Брановите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас во студиото се Христијан Коневски и Маја Тодорчева, кои што ни доаѓаат од Центарот за европски иницијативи, здружение на граѓани кои што се обврза и отпочна еден интересен процес во јавноста, тоа е процесот на анализа, односно отвори една дебата за тоа каков е статусот, односно како се одвива процесот на иселувањето на високообразованите млади кадри од Република Македонија. Спомнавме дека проектот ќе трае малку подолго, потребно е да се направи едно посеопфатно истражување за да се види колкава е бројката на тие млади луѓе кои што заминале од земјава или кои што планираат да заминат. Меѓутоа, вие спомнавте дека отпочнавте дури од коренот на самиот проблем, односно каде лежат причините. На дебатата која што отворивте, покренавте едно вакво прашање, односно од психолошки аспект, кој што верувам дека натаму ќе биде продлабочено и со низа други истражувања. Што говорат фактите досега? На што се должи иселувањето на младите луѓе? Па еве, јас би кажал, би споделил некои ставови и некои наоди од дебатата. Тоа беше првиот наод, јас би кажал дека е глобализацијата. Кога кажувам глобализација, мислам отворени граници. Тоа значи дека миграцијата не треба секогаш да се сваќа во негативен контекст. Миграцијата некогаш знае да биде позитивна, односно собирање на тоа позитивно искуство надвор и интегрирање на таквото искуство внатре дома. Според сознанијата изложени на дебатата во МАНУ, се повеќе овие миграции се гледаат во една, како што кажав, позитивна конотација, но поразително во однос на бројките, во смисла на тоа колку е тој број поголем, толку е полошо за државата од која се одселуваат младите. Што за жал е проблем во земите во развој, јас би кажал, и тоа треба поопсежно да се анализира. Исто слушнавме ставови од директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија дека се преземаат една низа на мерки за младите да останат дома. Тој нотираше дека 50% од младите, односно од невработеното население го сочинуваат младите, што е за жал поразителен број, и затоа агенцијата презема мерки секојдневно за да го спречи тој проблем. Тоа не е само наш проблем, тоа е проблем со кој се соочуваат сите земји, особено земјите во регионот. Пред се, јас би кажал, тоа е заради едноставно заради подобри можности, подобро образование, но релативно ниски можности за напредок кои ги нудат земите во развој. Секако зборувам во однос на високо развиените европски земји и оние, земите како САД. Предизвиците на младите денес во најголем дел се поврзани со борбата исто за наоѓање на едни повисоки примања и поквалитетно образование, што го спомнав претходно. Од тука развиените земји го користат бенефитот на оние ниско развиени земји, на оние луѓе кои доаѓаат од исток за да им потполнат работни места во нивните економии. Така да за Балканот генерално се потребни иновативни политики кои ги мотивираат младите да останат дома и да придонесат кон своите општества.
Еве, имам еден податок, имаше во претходната година се одржа една конференција во Берлин, таа е научна конференција на сите академии на науките и уметностите, меѓу кои беше и нашата Академија на науки и уметности, каде беше нотирано дека колкава е потребата, односно колкава е потребата од тој позитивен импакт кој го имаат младите во своите економии и колку треба да се работи за младите да останат дома. Поведени од таа идеја, ние започнавме со овој проект, водени од потребата да извадиме едни иновативни политики, креативни политики, кои ќе ги предложиме до институциите за конечно да ги имплементираат. Навистина сме среќни што најдовме до еден позитивен пристап од ваквите институции, релевантни институции. Каква е позицијата на МАНУ во однос на ова прашање? Спомнавте дека дебатата се одвиваше во просториите на МАНУ. Колку МАНУ ги нуди своите капацитети во процесот на истражување кој што сакате да го реализирате, за тоа колка ви се бројките на млади луѓе и како може да се превенира ваквиот бран? Јас би кажал дека МАНУ го направи првиот чекор со тоа што ни отстапи сала за да го направиме овој настан. Македонската академија на науки и уметности е активно вклучена во ваквите научни конференции кои се одржуваат на транснационално ниво. И еве овој податок што го кажав пред малку произлезе баш од нив самите. Тие го нотирале овој проблем и сакаат да соработуваат со Центарот за европски иницијативи за заеднички да најдеме можни иновативни политики и решенија за истиот. Така, со кои се институции ќе мора да соработувате за да го реализирате успешно овој проект за истражување за колкава е бројката и на што се должи иселувањето на младите високообразовани кадри? Добро. Потребно е да се вклучат повеќе институции кои што имаат податоци, кои што пред се Агенцијата за вработување која што директно има увид во тоа, движењето на младите, вработувањето. Потоа секако ќе имаме потреба од соработка со Државниот завод за статистика, потребна ни е соработка со факултетите кои што имаат исто така голема улога во целиот овој процес, така зависно од потребите кои што ќе произлегуваат, мислам дека заинтересираноста и нема да се ограничи директно само на неколку институции, туку може само да се проширува соработката. Така, дали имате некоја статистика со која што во моментот располагате во однос на возраста на оние кои што заминуваат од земјата? Спомнавте дека за жал бројот на невработени лица може да се преполови на некој начин и да се види дека 50% од невработените се младо население. Што е со бројките на оние кои што ја напуштаат земјата? Јас би кажал дека нема, тоа и го изјавив за медиумите, нема точна статистика на одселени млади луѓе. Знаеме дека деновиве Државната изборна комисија излезе со некои 78.000 иселени луѓе, но не знаеме колку демографски се млади. Со тоа што ние направивме едно истражување пред оваа конференција и сите зборуваат за одселени млади луѓе, но никој не ги става младите никој не ги анализира младите во однос на генералните бројки на иселени луѓе. Еве Националниот младински совет конкретно за 2012 проценил дека 16% од целокупната млада популација емигрирала. Тоа се поразителни бројки според мене и тоа треба да се спречи. Центарот за европски иницијативи дојде до една бројка од која изваде пак Светската банка, која нотираше дека бројот на луѓе кои се иселуваат од Македонија дури надминува 400.000 луѓе, но со бројки за сега не можеме да шпекулираме, бидејќи сепак треба да направиме истражување па да излеземе со конкретни бројки. Верувам дека една од анализите која што и најмногу ќе биде очекувана во јавноста е токму таа и сте превземе навистина сериозна и одговорна задача. Овде ќе направиме една куса пауза и се враќаме со следниот блок од нашиот разговор во кој што би сакала малку повеќе да продискутираме за тоа колку од младите луѓе кои што заминуваат надвор се образуваат,
надвор од границите на Република Македонија се враќаат назад и ги вложуваат своите капацитети и потенцијали токму во нашата земја. Но за оваа тема и за уште многу други прашања ќе позборуваме после кусата пауза. Вие слушате умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија, радиото во боја. Денес дискутираме за една интересна тема, а тоа е темата која што ја поттикна Центарот за европски иницијативи, чии што представници се вечерва заедно со нас во студиото, Христијан Коневски и Маја Тодорчева. Зборуваме за дебатата за процесот за иселување на високообразованите млади луѓе. Спомнавме дека во овој блок ќе отвориме малку дискусија за тоа што се случува со оние млади луѓе кои што заминуваат надвор од земјата за да го надоградат своето образование или да го реализираат своето високо образование, колку од нив кои што заминуваат во странство, без оглед на тоа дали добиваат државни стипендии или добиваат стипендии кои што самите успеале да ги обезбедат на собствена иницијатива, колку од нив се враќаат назад во земјата и постои ли на некој начин можност да се привлечат истите своите капацитети, целиот свој потенцијал да го вложат во Република Македонија, на која што и се најпотребни, особено после ваквите искуства. Зборувавме за глобализацијата, можеби како една од главните причини и верувам дека секој млад човек е амбициозен и сака да замине, ако ништо повеќе, дел од своето образование да го помине надвор и со тие драгоцени искуства да се врати потоа во земјата каде што може да го инвестира своето знаење. Тука, би ги спомнале тестимонијалите на млади луѓе кои што посведочија, ја раскажаа својата приказна. Тоа се млади луѓе кои што одлучиле своето образование да го продолжат надвор од Македонија. Имавме случај каде што се работи за млад студент кој што се одлучил да го продолжи своето образование надвор од границите на Република Македонија и одлучил да остане во Франција, затоа што таму има подобри услови за истражување, за да понатаму продолжи да се развива. Имаме ситуација каде што млада девојка која што е се уште студент на магистерски студии рече дека таа би се вратила доколку Македонија и понуди услови во кои што таа ќе може да си дозволи пристоен живот, каде што би сакала да професионално се реализира. Имавме студент кој што бил се образувал и одлучил да се врати тука, да сега после завршувањето на своите студии се одлучи да продолжи да инвестира во Република Македонија, своето знаење да го вложи овде. Тоа што младите, секој си има негова приказна, секој си носи свое искуство, доживување, беше спомнато и воведено во своето излагање од страна на психологот Диана Велевска, која што спомна дека младите луѓе баш во овој процес, кога тие се образуваат, треба да донесат важна одлука. Дали ќе продолжат во странство или ќе се вратат дома. Оној проблем кој што таа го посочи како интересно прашање кое што може да се разгледува е моментот на криза на идентитетот на младиот човек, затоа што сепак никаде не е како дома. Имаме ситуација каде што младите студенти се надвор од Македонија, тие се среќаваат во средина со различна култура, вредности, размислувања, карактери. Тоа го имаме и тука, но настрана во странство, во земја каде што може да има драстична промена, има влијание врз младиот човек. Не само на семејството кое што тие го оставиле тука, туку и на самиот поединец кој што е оставен сам на себе да едноставно го најде својот пат. Тоа е интересно прашање кое што мислам дека досега не било разгледувано, барем подетално, и е интересно да се разгледа, да понатаму биде предмет на анализа. Или како што таа рече, одлејте си ги мозоците, па потоа влејте се во Македонија. Наставно соберете го искуството и потоа имплементирајте го во Република Македонија. Јас само би се надополнил и би споменал мерки кои државите ги преземаат за да ги вратат своите млади научници. Сега зборувам за високо образованите кадри, зашто ние се насочивме да работиме со високо образовани кадри.
Има примери каде држави, еве конкретно Кинеската академија на науки и уметности им дава грантови за истражување на оние научници кои работат надвор од Кина, се враќаат, им нуди простори за својата работа, различни бонуси и така натаму. Од друга страна, Индија формираше мрежи на иселени луѓе кои носат инвестиции, потоа странски инвестиции во матичната држава. Така да има една низа мерки на иновативни политики кои може да се имплементираат по ова прашање. Така, веројатно вие ќе ги истражувате меѓународните искуства за тоа какви мерки преземаат државите за да може да ги задржат своите високообразовани кадри, имајќи предвид дека се одлучивте за едно истражување кое што го зема од примерокот на оние кои што заминале надвор од земјата, единствено оној дел на високообразовани млади кадри, сметајќи дека се со потенцијал кој што може да биде вложен потоа и во Република Македонија. Како млади луѓе, познавајќи ве, имајќи предвид дека бевте одлични студенти, ја имав можноста да ви предавам во една од годините од вашите студии. Навистина сум сигурна во едно дека имате потенцијал и можност за сопствена реализација и надвор од границите на Република Македонија. Веројатно еден од предизвиците со кои што и лично сте се соочиле и сте имале можности тоа да го сторите, што не значи дека можностите се затворени затоа што се уште сте во процесот на едукација, доедукација и надградување на сопственото знаење. Се соочувате ли со ваквиот предизвик лично да искористите можноста и да заминете надвор барем за некој од фазите на вашето образование? Па и јас лично би го послушала советот на психологот, тоа дека добро е да младиот човек излезе од границите, да го собере сето знаење кое што му е достапно, да се образува и да се врати, да едноставно го вложи овде, затоа што во Македонија има можности и може да се искористи баш потенцијалот на младите луѓе кои го носат во себе. Дека не секогаш надвор е вистинскиот избор. Тоа секако зависи индивидуално, но и Македонија има што да понуди. Јас би кажал дека сега глобалниот свет има своји предности, може да се соберат позитивни искуства, да се научи, но јас се гледам тука, се гледам во Република Македонија, сакам да придонесам кон едно активно општество, кон едно активно граѓанско општество, кој ќе овозможи напредок на своите граѓани. И да, одговорот на прашањето би гласел дека сите млади треба да се вратат тука и да придонесат кон високо развиено општество. Така, знаејќи дека brain drain или одливот на мозоци не е единствено специфичен или карактеристичен за нашата земја, туку дека голем број на познати велесили се соочуваат со ваквиот проблем. Но се чини дека општествата кои што се во развој малку повеќе имаат проблем со ова прашање. Глобализацијата настојува да ги избрише границите помеѓу државите, да го отвори патот за сите млади луѓе кои што сакаат да се образуваат, да патуваат и да поминат дел од своето образование некаде надвор, па потоа да се вратат во својата земја или да останат во некое друго општество каде што ја започнале својата кариера. Меѓутоа, сметате ли дека самата глобализација некако ги брише границите на државите и направи се повеќе да се чувствуваме како дома во било кој дел од светот? Мислам дека никаде не е како дома. Секако се остава можноста, глобализацијата дозволува слободно движење и баш таквото слободно движење треба да се искористи во делот на образованието. Но она што ние ги имаме тие врски во Македонија, со нашето семејство, не може да се занимарат, да бидат едноставно заборавени и да се фокусираме можеби за поголема плата во место кај што ние почнуваме од почеток. Така. Јас би се надоврзал на тоа што го кажав претходно. Глобализацијата треба да се гледа како еден позитивен контекст, но на крај се во еден позитивен контекст, но на крај се сведува оние искуства кои ги собираме да ги донесеме дома. Границите се избришани, многу луѓе се чувствуваат дома и кога не се дома. Но
сепак јас би го делел ставот со Маја дека ништо нема како дома. И се ни е поубаво дома. Така да мислам дека и работите треба да ги правиме за нас и да ги правиме дома. Така. Хајде овде ќе направиме уште една куса пауза и се враќаме со последниот блок разговор во денешното издание на Умствена гимнастика. Останете со нас. И ова е последниот блок од Умствена гимнастика. Заедно со нас е Христијан Конески и Маја Тодорчева од Центарот за европски иницијативи, здружение на граѓани кое што поттикна една интересна општествена дебата, а тоа е процесот на иселување на високообразованите млади кадри надвор од Република Македонија. Веројатно како исход од што го очекувате од проектот за истражување за тоа колку и зошто младите кадри се иселуваат од Република Македонија кои што имаат високо образование, очекувате да добиете веројатно споредбени искуства и да ги видите мерките кои што другите земји ги превземаат за да ги задржат своите млади високо образовани кадри во земјата. Отпочнавте ли со анализа на ваквите мерки и најдовте ли нешто што можеби е иновативно и може да се примени во процесот на запирање на така наречениот brain drain или одливот на мозоци во Република Македонија? Верувам дека ќе се обидете преку граѓански активизам и да го предложите до надлежните власти за да се превземе како активна мерка. Па да, направивме некои истражување, ете ги имаме во предвид и компаративните искуства кои ги имаат некои земји. Јас би кажал дека од 174 земји кои имаат достапни податоци, 109 веќе имплементирале мерки. Самото тоа зборува колку е овој глобален проблем, како што и ти, Христина, кажа претходно. Има неколку видови на мерки кои земјите ги имаат преземано. Најчесто во тоа доминираат земјите од азискиот блок, како Кина, Индија и така натаму, со огромна популација. Еве, јас и пред малку спомнав дека веќе во Кина има некои програми за да ги вратат младите научници кои се одселиле. Јас спомнав програмата на Кинеската академија на науките и уметностите или така наречената програма за 100 талентирани млади, каде ги финансираат, им даваат грантови за истражување, им нудат простории, се со цел за да ги вратат. Ја спомнав исто така Индија, која ја имплементира таа многу интересна мерка, ги користи практично своите емигрирано население за да формира една мрежа, односно еден блок кој привлекува странски инвестиции за матичната земја. Уште една мерка имплементираше Кина со тоа што им дозволи на младите научници да имаат втора лабораторија во својата земја, односно да работат дел во странство и дел дома. Со тоа Кина направи еден паметен исчекор, со тоа што тие млади научници би го инвестирале тоа наученото знаење од надвор во својата земја. На некој начин и да ги привлечат да се вратат за да го пренесат она што го научиле надворот од земјата. Верувам дека ваквата идеја да се анализираат искуствата од другите земји ќе не доведе до еден заклучок дека голем број на земји се соочуваат со проблемот на одлив на мозоци. Не е единствено нашата земја, не е само регионот, Балканот, туку едноставно не само Европа, туку и во светски рамки овој проблем е присутен. И ќе ви даде сериозна задача за да превземете што повеќе мерки на истражување, но и да се реализирате во рамки на она што значи Центар за европски иницијативи. Освен овој проект, дали работите некои други проекти кои што се поврзани токму со така наречената европска иницијативност, која што е како предизвик пред вашето здружение? Со овој проект го лансиравме едноставно постоењето на оваа организација и младите ни се во главна фокус група. Секако нашите цели, односно целите на здружението фаќаат мноштво активности. Ние би се вклучували во проекти кои ги опфаќаат малцинствата, меѓуетничките односи, демократијата, владењето на правото, се она што спаја под чадор терминот европски вредности. Така да во моментот сме насочени кон младите и кон она истражување на колку млади ни се одселуваат
а потоа би работеле секако и на други, но имајќи го во предвид тимот на луѓе во моментов, тоа може да почека. Така. Она што ме интересира е самиот назив на вашата организација, Центар за европски иницијативи. Имајќи предвид дека Република Македонија некако на патот кон европските интеграции во моментот се наоѓа во некоја статус-кво состојба, веројатно статистиките покажуваат и пат на така наречениот еврооптимизам во поглед на тоа кога, за колку време ќе пристапи Република Македонија како полноправна членка на Унијата и ќе го надмине така наречениот кандидатски статус кој што го имаме во моментот. Со какви иницијативи ќе успеете да го одржите еврооптимизмот во Република Македонија? Ви дава ли на некој начин охрабрување за да се превземат проекти кои што и на европско рамниште се поставуваат стандард, па би ги применили во Република Македонија? Нормално, интересно прашање. Секако дека продолжуваме, ние сме насочени кон европските вредности. Сметаме дека во моментов точно е тоа дека Македонија можеби не толку стагнира, туку едноставно ситуацијата во моменталната ситуација во Европската Унија налага да малку се причека со проширувањето, но тоа не значи дека ние треба да се откажеме, туку едноставно продолжуваме да работиме затоа што европските вредности се позитивни вредности кои што вреди да се негуваат и зошто да не, понатаму да бидеме вклучени и да промовираме. Кога станува збор за ова прашање, ја би можел да кажам за себе дека сум еврофундаменталист. Кога станува збор за Европа и но за жал статистиките покажуваат дека имаме пат од тој 70% поддршка за европските интеграции. До тоа доведува мноштво работи, до тоа доведе изјавата која слушнавме од официјалните представници на Европската Унија дека проширување нема да има, барем во наредните 5 години. Но мислам дека Македонија и географски е во Европа, но и припаѓа на европското семејство, ние ги делиме тие вредности, така што неизбежна е македонско-европската приказна во овој момент. Секако тоа би значело еден, ако го анализираме пак овој проблем на одселување, и еден друг проблем со отворањето на границите, повторно би се иселувале луѓе. Но тоа би значело и дополнителна надеж за македонците кои живеат во Македонија. Така да јас евроинтеграциите ги доживувам како позитивна аспирација за Македонија и мислам дека сме секој ден чекор поблиску да успееме еден ден да имаме и наша звезда во тоа европско семејство. Така, дали еврооптимизмот или ваквите европски аспирации ви служат како мотив и како поттик за граѓански активизам, имајќи предвид дека сте млади луѓе кои што директно се вклучивте во Центарот за европски иницијативи за да ги поддржите и ги поттикнете европските вредности? Кога станува збор за граѓанскиот активизам, јас би кажал дека Македонија стагнира во тој поглед. Мислам дека граѓанскиот активизам во оние посткомунистички земји е помал во споредба со другите високо развиени земји. Дури една меѓународна компаративна анализа на Галап покажа дека Македонија е на високото 106-то место од мислам дека беа 120 земји кои се рангирани. Така да мислам дека во оваа насока треба да се подобруваме. Граѓанскиот активизам секако е компонента за здрава демократија и тоа треба да биде корист за демократската држава и тоа би резултирало со задоволни граѓани. Волонтерството е исто така дел на граѓанскиот активизам. Но еве би споделил една статистика од Министерството за труд и социјална политика која вели дека граѓаните волонтираат по 10 часа годишно во просек. Тоа е навистина поразителна статистика. И навистина мислам дека граѓанскиот активизам би не довел до многу до оние европски вредности за кои постојано зборуваме и конечно до едно поактивно и подинамично општество. Така.
Јас овде би сакала да ви се заблагодарам за гостувањето во умствена гимнастика и да ви посакам многу успех во истражувањата и во проектите кои што стојат пред Центарот за европски иницијативи. Верувам дека иницијативноста, добриот и позитивен дух и вербата во европските вредности ќе ги задржите и ќе го проширите здруженијето со уште поголем број на млади амбициозни кадри кои што ќе сакаат да се вклучат и да партиципираат со своите идеи во вашата акција. Ти благодарам, Христина, на поканата. Благодарам на Радио Слободна Македонија што одвои време да не вклучи во својата програма и едноставно да зборуваме за вака круцијални теми, јас би кажал, кои ја засегаат Македонија. Но и да отвориме прилика за една така наречена умствена гимнастика, за да може сите оние кои што не слушаат и да размислат на овие теми кои даваат на вистина простор за анализа, размислување, па дури и за многу поширока општествена дебата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Овде ќе се поздравам од нашите слушатели. Ќе се слушнеме наредната недела за 7 дена на истата фреквенција во умствена гимнастика. А до тогаш останете во добро здравје и задржите го позитивното расположение и се разбира слушајте Радио Слободна Македонија. Ова е Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум вашиот автор и водител Христина Рунчева-Тасев. Слушавте умствена гимнастика на 19 февруари 2016 година. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.